Вечерва во студио ќе почувствувате храброст, уметност и јака енергија. Доаѓа од Белград, настапувала за песна на Евровизија заедно со Harem Girls и освојува публиката. Таа е провокативна, гласна и своја. Нина ли? Нина, добре дојде, многу ме е драго што допатува од Белград, специјално нели да ми бидеш моја гостинка. Прво здраво, драго ми е и мене исто што сум денес кај тебе. Другите девојки каде се? Уште се Белград, неки се попат. Јас малце ќе ти зборувам на македонски, Ако? малце на српски, сега колку можам. Не е проблем, не е проблем. Другите се попат, идат, сабота имаме настап овде во Љубов и јас дојдов овде малце да се дружам со вас и со Дарија Бафи. Што ми беше претходна гостинка. Така. Првенствено сакам те прашам кој е точно Нина Ли? Нина Ли е драг кралица од Србија, чланица група од Harem Girls и не знам друго што да ти кажем. Dancing Queen. Dancing Queen. Најубота. Колку постои Harem Girls? Кога ја основав така како група? Како Harem Girls 3 години, сега можда малце и поиќе од 3 години, али пред тоа постоја прво Драг Harem се викаше, беа 3 чланици и еден драг крал. И после тоа се придруживме, беа прво Тита Фурейра, Левкада Цунами и Леди Сайрен, после тоа се придруживме Лола Лав и јас. Спомна дека имате и драг крал. Да. Јас не сум знаела, знаев дека постои само нели драг кралица. Што е тоа драг крал? Драг крал исто, као ние, може да е машко, може да е женско, може да имат промена пол на машко или на женско, значи не е битно. Некои кои сакат да покажат машки, овие, како да ги кажам, да изради машки мускули, веги, мустаки, например, поголеми, као што ние сакаме да изгледаме како жени, тако и тие. Само на машко. Интересно. Значи, веќе не е вака со вас, така? Не. Тој се откажа, сакат сам да работи и така се откажа од групата. Ова година настапевте втор пат за песна за Евровизија. Лани бевте второ место, ова година трето, така? Трето, да. Како беше чувството? Лани ни беше многу, да кажеме, тешко, зашто прв пат се излеговме на телевизија. Прв пат како народ ќе реагират. И ние имавме и трема, и ту некако пробивме мраз, да кажеме, или како вие викате. Соочување со вако страв, да. И убо поминавме, и сега другата година сакавме пак да се пријавиме, зашто сме фанови на Евровизија, првенствено, и сакаме да одиме на Евровизија. И после тоа другата година, ајде, дали ќе одиме, нема да одиме, дали ќе имаме песна, нема да имаме песна. Све се деси јако брзо и рековме, ајде, одиме. И се пријавивме на конкурс, поминавме конкурс и ни беше многу полесно, знаеме што нас чека. Што е, како е таму со камери, со проби, интервјуи. Првата година и инаку беше, да кажем, потешка ради тоа. Инаку све супер и сакаме пак да се пријавиме, зашто сакаме да одиме на Евровизија. Супер. Колку временски ви треба да се спремете, што знам дека нели за да изгледаш вака преубаво. Ќе ги покажеме и деталите што ги носиш, и за твој стайлинг ќе позборуваме. Колку временски ви треба да се средите? Па, например, за вако, да кажеме, за настап или за гостување, од прилика околу 2 сати. Баш за ко бевме над превара, негде околу 5-6 сати. Да. Доста долго. Да, станавме пошто требавме во 11, например, да сме на телевизија,
ние станавме во 5 и од 5 седиш, тогаш имавме шминкери и други дрекралици кои ни помагат. Мене ми помага Влажена и ќе ја поздравам. Ќе поздравиме. И таа професионално шминкат. И таа ми кажа, пошто сме другарки, ми кажа, сакам јас да те шминкам, не сакам да имаш ти ни трема, ни да нешто правиш тој ден, само оно што мораш, другите ќе работат за тебе, да кажеме. И јас си седнав, јас се спием, таа си ме шминка, малце, наготово се, и околу 5 сати требат. Зашто гледам сега сама си нашминкана предобро. Значи, Фала, ама не е тоа. и Јас многу... не мислам така, увек може по-обо. Па може, ама мене ми се допаѓа. Мало, да. Ме интересира за периките. Добро? Гледам дека тоа е природна. Ако са Природна, колку да. перики имаш долу? Не прашај, видиш, мајка ми, ако ме слушат, ќе ме утепа. Имам преку 15 од прилика од природна коса. Многу убава, ајде не. Ракавичките? Све се сама права, сем кондури, што не можам, да можам и кондури ќе правам. Да можам. Све сама друго си правев, од накид, од нараквици, сукњи. А идеја како добиваш? Што сталингот сега е предобар. Не знам. Искрено ти кажам, не знам. Можда некогаш Чувствував се. станам од спиење и така ми дојде, сакам фустан, или не сакам фустан, него ова, она, идам овде често, да кажеме често, во Скопје, на пазар, сега ќе ме исправиш. Женски пазар, така таму. Да, Бит пазар сега. Бит пазар, женски. Таму има се. Таму има све и многу копчиња. и да кажеме да е поевтино, само тие таму да не слушат се ова. Ама сите ги. Некачи цени. Ќе идаме овде да купиме некако добри материјали, турски, квалитетни и поевтини, него у Србија. Тоа е вистината, да. Добро, сите овие што се дизајнери, нели таму идат да си пазаруваат. Или турска. Па, сигурно. Да. Кажи ми за кога моментот, нели, кога бевте избрани, дека јавноста кога дозна дека вие ќе настапувате на песна за Евровизија, имаше доста негативни коментари од една колешка од Белград, Карлеуша. Добро. Стрикно беше многу контра вас. Зошто тоа така? Нешто си имате скарано или? Не, ние не ја познаваме и нема да се караме. Значи лично не сте... Не, ништо лично. Таа имат проблем мислам дека кога не е во центар на светот, да кажеме, таа морат нешто да правите, да се карат со некого, ние просто ја сакавме, многу ја сакавме, зашто беше за ЛГБТ, па тогаш се нешто ту кај не се деси, не знам што, сама си измисли некој филм, и се сврти на другата приказна, и почна да зборвит, например, дека таа сака да каже кој ќе биде дрекралица. Значи, исто така јас, например, Како да кажа... она да каже кој да биде дрекралица? Па тако, таа рече тоа дека таа имат право да кажат кој ќе е дрекралица права. Да, така да ние, исто, например, јас, да се мешам во твојата работа и да кажем кој ќе седи тука и да зборвит, например, да водите емисија. Да. А то не е баш окей. Така да свакој си има својата работа, таа си имат својата, нека уживат во својата работа, нека работат како знаат и тоа е тоа. Се навредивте вие? Не, зошто се навредиме? Ние знаеме кои сме, што сме, какви сме и што сакаме. Уживаме во тоа што работиме. Не, дека мислам дека те притомно премногу сте сакале, од после нешто контра, затоа мислам дали ви падна тешко. Сакавме како пеачка, ништо друго. Јас мислам дека најубаво е да се таа и влезе во политика. Ние, например, не сме на истата страна и тогаш одме идат некако незгодно да збориш, така да и ту имаме несугласици.
Твојот Инстаграм акаунт го разгледав и многу интересен. Секој костим ти изгледа перфектно онака и изгледа многу скапо. Фала. Каде? И е скапо. Да, се гледа, да. Каде ги идејата ете за еден костим? Како ти доаѓа, каде ги изработуваш, во Белград или тука? Да, дома. Дома имам 6 машини за шивење и така ми дојде, например, видам на Pinterest, ќе видам, например, твој некој костум, облекаш, Добро, ќе добро, облечеш да, фустан и ќе ми се допадне, например, на рака ваков, долниот дел ваков и ќе сам сами ќе си И направи. си шиеш, браво, шо Да. интересно. И колку време ти треба да направиш таков костум? Па зависи, например, еве ова денешно носам за 2-3 сати. Интересно. Не е многу. Ако знаеш, ако имаш патент, например, можеш да направиш јако брзо, а ако е нешто по-компликовано, онда и по 2-3, 7 дена, 15 дена, зависи. Што правите со оние костуми кога веќе се носени еднаш до 2 пати? Па носиме пак. Шал. Што не сакаме да носиме, поиќе или гледаме да продаваме, па да можеме да земиме пак да кажеме пари, па да купиме нови материјали, истото да рециклираме, или даваме. Каде ги продавате? Онлайн? На или како, на Инстаграм, да, на нашиот Инстаграм ќе редиме секој, например, своето, ќе реди продавам то, кој сака, ако сака да купи, и не се цени скапи. Колку ние даваме пари за еден костум, например, то после се продават многу поевтино. Дали Дрек кралицата е верзија од тебе или бегство? Например, мене ми е мојата верзија. Значи, јас, ако сакам, ако немам храброст нешто да направам приватно, како ќе сум вако, као Нина, ќе имам желба, ќе имам моќ, сила да, например, кажам на некого нешто искрено или да направам. Да излезам чаршија и да шетам со дигнута глава и да не ме интересираат коментари и другите. А исто така ќе си одам и како машко, али просто например нема да се вртам да видам дал некој се полит во мене. А вака се осеќам како звезда. Што интересно. Убавото е кога си така без минка, без перика, без облека? Да. И така се сакаш. Да. Колку време, кога свати дека ова не е шега, дека веќе ти е професија, значи да бидеш жена? Па, Пред колку години? пред 2. Се бргу? Да, кога појдовме на песна за Евровизија. До тогаш не се облакаше ништо вака? Бев, да, али ми беше то како хоби. Како хоби, еднаш месечно, 2 пат, еднаш у 2 месеци ќе настапиш и то ми беше како хоби. Не можеш ни да заработиш нешто, а сега веќе почна да сме скоро па секоја недела да имаме нешто. Настапи, да, не се работуваш. Какво е чувството, многу сме љубопитна да те прашам, кога си жена? Тоа многу ме интересира. Па, не знам да ти објаснам. Некако се осеќаш женствено и така, не знам, другите, например, Дарија, ако ти беше гостинка, може и да ти потврди приватно дека како машко воопште немам толку феминизирани покрети и не сум да излезам, да нешто имам женска гардероба на себе и то уопште не сум таков тип. А кога ќе се облечам, имам некоја, да кажеме, мушка енергија, значи машка енергија во жена. Значи се осеќам како заправо јака жена. Колку е тешко да си две личности? Па не се две личности. Тоа е заправо истата личност, само малце со други изглед. А истото ќе размислаш, исто ќе зборвиш. Значи јас не менувам глас.
Мене истиот ми е глас како Бојата на бе. гласот е баш онака. Да. Важи се. Да. Да, и така да не сакам да менвам глас, на пример, можда можам, немам пробано, али не просто не сакам. Не сакаш, Да. не сакаш. Како ве прифаќа Балканот? Дали е тешко да се има кај нас драг артисти? Па да ти кажам, на Балкан наступаме во секоја држава. Значи, од Македонија, еве, сега сме втор пат во Македонија. Прв пат кој бевме пред 2 години, мислам. Таква публика беше да јас се осеќав како дома. И сакав пак да дојдам. Немав прилика, немав време, уствари имав прилика, немав време да дојдам. И сега еве ми се исполни пак желба да дојдам ту, во Скопје. А инаку во Србија веќе стално имаме настапи, така да имаме многу луѓе што сакат да дојдат на настап. Па тоа е шоу, да. Да. Јас би сакала да гледам. Интересно е. Да, бевме во Црна Гора, бевме Словенија, Босна и Хрватска. Така да цел Балкан бевме. Интересно. А ти се десило ли некој немил настан, нешто Не. што не сакаш да паднеш? Еве пример, твојата колешка при тоа си има лизнато, нели, на 100 денарка. Јас имам лизнато сега на телевизија, зашто многу е сцената е од плексиглас. Тоа е многу лизгаво. И имаше пред тоа еден што наступаше, имаше онај Ламинат како плочки? лед, као дим што е. Аха, добро, да. И то после тоа се лизгат многу. Како влага има Како влага. И јас станав, воп, и двете нозе, опа горе. И пред публика, така? Не, нема таму публика, него е само снимање, телевизија. И тие мисле дека нешто се десило. Значи, дали може да станвиш, нешто јас одма станвам и викам све окей, немат никаков проблем, научени сме да падниме. Така да, ете, и то се дешава да ти падне перика, се дешават шминката да ти се Разле. Да се дешават нешто, корсет например мене ми пукна, штиклата, се дешават. То некако нормално и си носиме стално, ние си викаме то ко да одиме на пазар, стално со куфери, со торби. Резерви мора да имаш. Носиме и резервно и све, да. Кој број на чевли носиш? Мали, 40. 40. Да, можам да купам сега. Можеш, да. Достапно ти е. Со што најчесто се соочуваш? Осуда, страф или љубопитност? Љубопитност. Од кога највеќе? Од сите добри луѓе. Имат и да ти кажат некој нешто лошо, ама не се вртиме толку за такви. Во живот нема да ти кажат никој лошо. Дали луѓево немат страф. Тоест имат страф да ти кажат нешто лошо, ама немаат на социјални мрежи. Толку лабаво без страф. Таму се први. Таму се први. Ќе ти напишат караконџула, види, јас. Така викат караконџула? Да, изгледам како караконџула. Јас само живеам свој сон, сакам да уживам во ово, мислам дека не правиме ништо лошо на никому, и ајде да кажеме, тако не сакам да кажем таа реч фан, али да кажеме нашите фанови, значи се многу деца. Значи деца од 10 до 18-20 години и саќе да идат на настапи кај нас. Дозволено е од 18 години, али пред тоа помали дојдат со родители. Да, со придружба мора, да. Да, мајката си седничи, нејзини е досадно вака, например, не сака да е тука. Децата, али таа реакција од нив е некако наискрена. Дете, ако ќе те засакат, значи да нешто е Истината. окей. Да. Ќе се навртам малце на твојот Инстаграм сега. Кажи ми какви пораки добиваш и од кого? Секакви. Кажи нешто. Секакви пораки. Од жени први дали добиваш? Од жени, да, али не толку колку од мажи. Мажи, какви мажи? Да, секакви. Значи и мажени, и немажени, и млади, и постари, и ептен стари.
Значи, секакви. Се збориш. Да. Мислет... Што пиш? Што мислат? Јас мислам да мисле дека можит секого да даваш пари и да се купит секој, а ние ништо не правиме за пари, сем настап. Настап. Кога ќе дојдеш во клуб, ќе платиш влезот и толку. Можеш да даваш тип ако сакаш, ако не, тоа е на тебе избор и тоа е тоа. Ние ќе се соблечиме и ќе си одиме дома. Значи не одиме со други луѓе, немаме таа врста, да кажеме, на работа. Како се чувствуваш ете кога добиеш порака од жена човек, кога више дека со деца на сликата? Што помислуваш? Па, сега ми е смешно. На Иде почеток... да пишеш на жену да кажеш види што прави. Да, жена кога ќе ми напише некој лош коментар, на пример, види каква си ова, она, јас викам, добро, ти чувај си го мажа дома. Зашто таков маж ќе ми пишит. И пишуваат. И пишува. Пишуваат. На жалост. Дали некојаш си се плашал за твојата безбедност? Не. Не, одам прво, јас сум овам во хороскоп, јас одам прво со главата, па после ќе размислам. Јас сум стрелец, значи огнени знаци. Како ве прифаќаат во Белград? Колку драк ваква кралица имате? Од прилика активни сега околу 60-70. Да стално настапите, а имат преко 100, мислам дека имат оние што се, да кажеме, угаснати или изгаснати. Како Да, дека веќе не го работат. Да. Имате таму специјални клубови за драк кралици? Има, али не е сето нешто големи клубови. Има два клуба. Се викат КЦ Град и Дракстор. И имаме два бара, каде е дозволено, 2-3 бара, да може да се настапи. Значи не е то толку, да кажеме, дозволено. Мислет луѓе што држат клуб да ние нема да направиме пазар можда, а ние ќе донесиме, да кажем да донесиме, кога ќе направиме журка да дојдат околу 400, 450, 500 луѓе, мислам дека тоа не е мала бројка за еден клуб. Дали семејството знае во моментов, нели, што работиш и дали го прифаќа тоа целосно? Да. Знаат и ми помагат многу и имам огромна поддршка од целата фамилија. Не само мама, тато, сестра, него и поширока фамилија. Од сите имам поддршка и сите ми рекоа то си ти. Ти сакаш што да правиш, ние сме тука само да те поддржиме и да ти кажеме браво. Дали луѓето се заљубуваат во тебе како личност или како лик, што мислиш? Па, не знам, али уствари мислење мое можда како лик. Многи немат прилика да зборват со мене, да ме запознаат, него само вака ќе ме видите на Инстаграм или настап кога ќе настапиш на сцената и толку. И мислам дека можда само лик така, некој можда и кога ме запознае, раскажам. Лесно ли да имаш стабилна врска? Па, како за кого? Мене да. Мене е лесно. Јас имам врска од 7 години, сега уште малце 7 години и имам поддршка и немам, просто од првиот ден реков сакам да правам то, да настапвам, да се облеквам, дали ти имаш проблем, тој ми рече не. Ти ако сакаш, јас тебе те сакам. Браво. Чиста љубов. Да. Јас немав никаков проблем ни со семејство, ни на улица немам проблем и во такси кога ќе влезам немам проблем никогаш. Католичката црква од неодамна нели даде благослов за истополовни парови. Дали тоа е вистинско прифаќање, што мислиш, или само политички потек? Се надевам дека искрено, али мислам дека уште не е толико спремно да е можда политички. Али се надевам дека е искрено. Дали веруваш дека Бог ги прифаќа луѓето како вас или религијата се уште ве оттурнува? Јас мислам дека прифаќаат, затоа што ние сме, мислам дека Бог гледат кој е каква душа.
а не кој како облечен. Јас ќе се облечам вака, ти ќе се облечеш така, навечер ти ќе се слечиш, јас ќе се слечам и ќе сме исти, така? Не е битно кој е кој пол или кој како ќе се облечи. Тоа е моје мишлене, сега не знам. Јас си верувам дека е така. Веруваш во Бог? Да. Да им појасниме повеќе дека нели има разлика од drag queens со транс. Некам нели да навредам, како вика транс? Па да, транс е луѓе со менвет пол. Така, зашто знам од претходниот нели гостинот Бафи, она ми кажа дека нели имало некои што сакаат се пиле хормони за да им се промени. Да. Како е? промена пол. Како е Кај нас? Па имат и драг кралици кои сакаат да менвет пол, а имат и оние како на пример како јас. Јас не сакам да менувам пол, мене ми е убо приватно да сум како машко, а на пример навечер кога ќе настапвам и све да сум како женско. Вака што си правил, што имаш нели правено муабет со нив, што прво им текнува да сменат кај нив? Естетски гради или мислам пол? дека не. Мислам дека е првенствено кога ќе сазриш да почнеш со хормонска терапија. Да пиеле. Да, и после тоа кога ќе неко време пиеш терапија. И што прави таа точно? Ти менува боја на глас или? Ти прави промена на хормони, се намалуваат машки хормони, например са машког на женско. Ти се намалуваат машките хормони, добиваш појќе женски хормони, губиш например брада, влакнава, например лицето ќе ти се смени малце поженствено, да немаш јаки цртелица, гласот исто, али после некое време ќе видиш дека ти се осеќаш оддавна се осеќаш, например, како жена. И ти менвиш пол да ти, како се осеќаш, да тако изгледаш. И после тоа ќе направиш, например, гради, ќе почнат сами да ти растет, ама можда не многу големи колку ти сакаш. И ќе направиш гради, и после тоа на крај, ако сакаш, а доста луѓе јас знам што сакаат, да направат скроз операција која е последен чекор. Обид, да. Таа терапија колку временски треба да се прима? Па мислам дека е тоа код секого различно. Можда некои ќе пијат 2 години, после 2 години да почнат да види дека имат појќе промена и да направат onda следен чекор, да направат цицки или не знам за друго. Имам една другарка. Тоа сега те прашам, што има направено? Да, имам една другарка, таа не земват хормони, таа освен вид, значи истото, таа изгледат како женско, али не земват хормони и прво ги става гради. И сака да изгледат како жена. Јас реков, добро, хормони кога? Та викат, немам потреба за хормони. Виж, изгледат како жена. А половиот орган? Сака да оставит машки. А имаш нека другарка што има променето? Имам, да. Имат сменето, мене ме интересира да видам како те изгледат. Сакав, ќе ми покажиш да видам како е, таа вика, ќе ти покажам. Викам, како да прашам, си одговори сама. Да. И ми каже, сакаш да видиш, види, еве види. И како изгледа сам? Не може, ако не си, тоест, било кој маж или ти жена не можете да видите дали е сменет пол или не. Само единствена разлика е што машки родени се со, како ја викате вие, ние јабучица ја викаме. Добро, ова. Да, машки се родени со тоа, женски не, малце се можда поголеми, да кажеш, пошироки, и единствена разлика што не можете да имат материца, не можете да добиват дете. А вако изгледаше нормално? Изгледа истото. Нема шанси да пробат. Значи, она може да зезне секој. Секој.
секој. Например, овде ќе направиш овде и ќе замениш, например, негде странство да живееш и таму нов живот ќе почнеш, таму нема шанси да провалит никој, дека си ти некогаш, например, беше машко. Док, например, од другата страна, имам и другите што беа женски на машко, тука веќе се гледаат, например... Женски на машко? Да, се гледаат, ако имаше гради, кога ги трниш, ти осем вид. Да. Ме најжелузи. И се гледа, например. Се познават. Што спомна таа другарката дека ги останала градите. Имаш видено некој што има доградено од жена? На машко? Мгм. Немам видено во живо, али знам луѓе што прават. Али не сме толку блиски да му кажам, да видам како изгледат. Ама знаем... Любопитна си ти. Али знам, имам една другарка, можда не да ја откриам која е, блиска ми е, која беше во врска со таков транс маж. А знаеш она? Да. Аха. Да. И таа ми, јас бев толку слободна да ја прашам, како ве? Како изгледат? Кога ќе се слечите, како се? Да. Кажи ми. Дали му работи тоа? Дали можете или не можете? И таа ми каже, может, ама имат финта. Каква финта? Па финта тоа е направено како да имаш некоја жичка натре и вака можеш да савиеш хоп на двете страни. Сакаш направен или не направен. Дали доле или горе? Ау, мајко. Да, како сакаш да изгледат. Се насмеав. Рече дека многу патувате. Да. Како ве доживуваат на граница царениците? Пази, мене ми се деси само еднаш да ми отворит куфер и да ми види вака многу женски работи и викат чиво е ово, јас викам мое ова, твое, викам да. Ти вака се облеквиш, јас викам да, јас сум директ кралица. И тој шо е то? Јас викав Пак да се објаснувам. Пак да се објаснувам. Мене тоа ми е нешто као ноќна мора. Значи да објаснам на луѓе во сега во 21 век на 26 година што е дрек кралица, например, окей, еднаш, два пат, три пат, па доста. Значи, одите на интернет, видите што е, како е, некако сме. Да, имат многу и во Македонија имат многу, во Србија исто, во секоја земја исто, да не зборвиме сега за Америка и по широко. Многу имат луѓе да нормално вака си шетат на улицата. Кога ќе шеташ, ќе те види ти мало дете и све и ќе знаете одма, дрек кралица е, не е транс, нити не знам шо, заш транс особа сака да изгледат, например, како тебе, заш ти си перфектна. Благодарам. Си спаливме. И сака да изгледа така, не сакат да изгледат како, например, мене со толку многу јака шминка, со трепки, имаме една пејачка Маја Николич, кај нас, викат трепки костоноги, се огромни. Тоа е стилот, тоа е шоуто, тоа е... Така, ние правиме да све пренаглашено многу огромни коси, огромна шминка, чизми, например, некој вака, да, ногти. Чека да има разлика? Многу се јаки. Да, така да тоа е. А имам другарка една од групата Тита Фурейра. Таа носит силиконски гради. Се облеквит како маичка, изгледат исто цицки. Ама се облеквит како маичка вака и од силикон е гума. И таа идавме, мислам дека таа идаше за Австрија, имаше настап со Кончита и ја отвориш вака. Оп, и викат пап, градите први. Шо е ова? Викат гради, јас сум таа и таа настапвам на имам настап то. И тој викат земат вака нож. Таа не, тој сакаше скроз да отвори, да види таа нешто натре нема. Ставено, сва среќа, ништо не се десило.
И тој рече, може на скенер некако да видите, и видеа дека тоа е пополнето со, како се вика, со памук. Значи, направено е со тоа да не можеш ништо ти да внесеш натре до Боже или да проклјунчариш. Така да, имат многу смешки. Некогаш не. А ве има полиција возите онака направени да ве стопира? Да. Да, има такво? Да. Еден друг не возеше. Ајди, кој ќе ви порад лична карта? И 4 кралици во колата седиме и одиме на настап. Се спремавме дома и идеме на настап. И тој се води, полиција наравно застанви. Ајде, прво шо, да видиме она, како се вика? Лична карта. Прво алкотест. Аха. И првото, ај сега дај лична карта. Тој дават лична карта, дај возачка, дава тој до возачка и вака се туи. Другите, мене ме види вака јас до пенџерот си сеим, тој вака ме гледат, си трепкам вака и тој, и јас вака си мафтам. И тој рече, окей, ништо. Мислеше, пуштај овие, кој знае кој се, шо се какви се. Така да, ете, само тоа. Можда се уплати. Да не настрада. Да кажеш, дојди вам умацо. Ајде, излези да види. Ние сме високи, јас сум една од пониски, 1,75 имам, и со штикли уште едно 12 од прилика. Па добро, доволно. А другите кои се повисоки, одети до 2 и... Па немој да влезит на... У кола. Па уште кој му ќе му искочи. Така да, си се име вака во кола. Знаеш, на пикерите. Притом имаме корсети и сега, како седам јас, е мачно. Најубаво ми е вака да се... Отпред да гледаш и јас Да, ме караат или некако, вака. да, некако... Си се опки, си се опуштам. Тешко е, али сакаме ова и онда ништо не ни е тешко. Јас бев во Сплит, бев 2,5 месеци, работев во еден клуб. Како драг кралица работи? Да, секоја вечер. Секоја вечер, напорно е тоа. 75 дена. И сега ќе одам во јули, значи, не, јуни, јули, август, 3 месеци, ќе одам пак да работам. Се осеќам таму како дома. Ме прифатија луѓе, можда да кажеме, можда чак и поубаво него Белград, во клуб. Така да сакам да одам таму и можда некогаш во животот да се преселам таму, тоа знам. Да, како чувствуваш убава енергија. И убаво нели те прифатиле, зашто па да не? И работа таму сега Европа е. И поубаво да сме таму него. Дали освен нели драг кралица имаш нека друга работа кога си како маж? Да. Првенствено јас сум професионален, како вие викате овде, денсер. Па игра, да, денсер. Денсер. Да. Професионален денсер, така да ги учам и другите. И јас исто... Кој точно жанр? Хип-хоп, R&B или како? Сега ќе се чудиш. Како фолклор, како игрорна. Опа. И балет. И балет. Да, таа два ги спојам и поред тоа правиме и као стилизација модерно, значи на класичен балет и на игрорна. Затоа телото така оформено цело мускулесто. Да, затоа јас. И затоа сакам многу да играм. Цел живот играм. И мене ова ми дојде како природно. Океј, само ќе се облечиш и ќе настапиш пак. 30 години сум на сцени. А ти си има десно да те препознае некој? Како си маж? На работа мислиш или? Поопшто е ти на работа и надвор. На работа сите знаат. А други на каде ми текнува ти си или не си? Мислам дека не. Поготово ако немаме работа, тоест настап, ќе ја пуштам брада и мислам дека нема да ме толку препознае некој. Можда по глас. Да, по глас. Затоа што не сакам да менвам и можда не е како да кажеме со кидаш на боја. А чека, сакаш да кажеш дека некој може и да смени боја на глас, да одглуми и дура... Да.
Има, например, во мојата група, Левкада Цунами, таа се само збори, таа е comedy queen. И таа овде нема да ти седи овако, таа ќе ти седи вака, да ти вриштит, пиштит, и таа мен види глас. Таа сака да мен види глас. Може. Јас, например, мене не ми е тоа толку занимљиво. Мене ми е поубаво, например, вака посмирено све, некој ќе рече, леле, ево е ова досадна Нина, си се и тука и си збори вака така. Како ме прашиш, јас ќе си одговарам и толку. Инаку, јас на сцена ќе се докажам, таму ќе играм и ќе видите каков наступ јас спремам, вака приватно кога ќе збориме, шо. А како дојде до името Нина Ли? Како извини? Нина Ли. Добро. Како дојде до Нина? Како името? Да, името. Моето омилено женско име е Нина и сакав да се викам Нина ради тоа, а Ли ми даде Лола Лав. Таа сакаше да имаме исто, значи таа да е Лола Лав, јас Нина Лав. И ми рече, добро, и така зборови дека сме исти, окей? Ние сме како дрек сестри, така се викаме. Окей, како сме близнаци, значи исти сме близнаци, сега не мора уште и име да не е исто. И тогаш јас, добро, ајде нешто звучно, седевме во Макдоналдс. Зашто мене ми е Макдоналдс све. Значи, она омилена храна Макдоналдс. И ќе ме купиш со тоа. Така да, седевме таму, јадевме. Нема кај да ја однесам Кинг бургер. Бургер Кинг. Да те купам. Така да седевме таму, мислам да беше вечер околу 12 и седиме се и ми таа, како, ајде, таа ми прави Инстаграм. И вика да, ајде, како? Нина. Не може само Нина, мора да имаш и нешто друго. Ајде. И ми презиме. Да има, како, презиме мора да имаш. Ајде, како, не знам ова она. И ми вика, ајде, види кака си ко Брус Ли. Нина Ли. Ли. Не, ќе ти остани тоа. И така ми остана. Нина Ли. Интересно. Зашто ми рече кака си ко карамена имаш ко Брус Ли. Ми кажа, окей, ајде. И така ми остана, и звучно е. И другите ќе запамтат многу полесно. Да, лесно. А другите девојки? Како се викат? Имиња така. Имиња? Да. Лола Лав имат, сега не знам да ја знаеш, пеачка стара, Лола Новаковиќ. Таа зато зеде Лола, а Лав зато што многу сакат љубов. Да, сакат многу љубов. Леди Сайрен многу сакат сирени, и таа беше Сайрен, а Леди од Леди Гага. Најдобра пеачка е Леди Гага и онда таа спои Леди Сайрен. Да, Левкада Цунами, мислам дека говори све име Левкада, Цунами. Што се деси на Левкада, ќе се деси на Левкада. И така доби. И Тита Фурейра, таа мислам дека и пеачка омилена беше тогаш Елена Фурейра. И зеде то, а Тита, што значи цицки. И таа сакат многу големи и сакат настапи со големи гради и зато, например, Тита Фурейра. А на кои песни највеќе сакате да настапувате? Да не се наши. Да. И наши и што не се наши? Од страни, например, најпаќе тоа е Леди Гага или било која, например, поп дива, може да е Бритни Спирс, Мадона, Ријана, сега да не зборувам Кристина Агилера, сите Джей-Ро. А зашто повеќето ја обожавате Леди Гага, ме интересира? Мислиш дека наликува на драг кралица? Па сигурно, има таа енергија. Таа има енергија. Секој не настап, не само спот, е како драг. Значи све е вау. Од почеток кариере до крај, до сега, е вау. Мислам, јас така гледам. И зато ние сакаме и песните и се светски. Да. А од нашите, например, јас најпаќе сакам Леди Сека Алексич. Да, некако сме како, таа ми рече, види ја, ти си бре моја дрек сека.
Така ми рече Дрек сега. Слични енергии. Се дружиш со неа? Приватно не се дружиме, да, али се слушаме. А со други од српска страда со кои имате комуникација? Имаме комуникација со сега да почнем да правим. Нека најомилени така што се. Па сите кои беа на ПЗ и овата година и прошлата година, например, ту е Сашка Јанкс, Зејна, група што победи, што ќе не представи на Евросонг, Лавина, Александар, сега да не зборувам кои се сите ту Зона, многу имат вистина пеачи, со Принц исто, со како се викат Ивана Петерс, со Марија Шерифовиќ, Сања Вучиć, некако ние веќе породица, зашто правит нам песни и некако не ја рачунам како пеачка, ајде да кажеме така, него како члан породица. Ивана Бум Николиć, новите Hurricane, имат многу. Да. И од сите имаме поддршка. А од вашата група која најубава пее? Lola Love. А ти? Јас после неј се. Сосема за крај, сакам гледачите да го видат комплетното од стајлинг, како се може. Да станам? Одма? Ако е се бори. Чизмите се интересни. Ај, уште нешто ти се? Од ова страна? Ето. Вака изгледа драга кралица. Поздрав!